Неа владаат материјата и тоа што го кажуваат е спротивно на вистината. Вака премиерот Христијан Мицкоски одговори на обвинувањата на Демократската унија за интеграција дека од почетокот на годинава се потрошени 24,3 милиони евра за увоз на струја. Тоа е добро што излегува од оние прангли на национализам, на етнополитика, на фолклор и така натаму, и што конечно ги интересираат реалните проблеми на граѓаните. Но лошото е што не баратат добро, не ја владеат материјата и тоа што кажуваат е спротивно на вистината. Затоа што денеска ЕСАМ, односно поранешно ЕЛЕМ, во текот на ноќните часови извезува, односно продава на берзите околу 850 мегават часови, што дневно на компанијата и носи додадена вредност меѓу 100 и 150 илјади евра. Премиерот објаснува дека постојат периоди од годината кога се увезува струја. Според него би било лошо компанијата да не презема електрична енергија од берзата кога е нула или минус, а да произведуваме електрична енергија од акумулациите. Од ДУИ пак обвинија дека бројките јасно покажуваат дека ЕСАМ немаат доволен производствен капацитет за да ги покријат потребите на регулираниот пазар, што директно пак води кон зголемен притисок врз цената на електричната енергија за граѓаните. Во јануари се набавени 104.160 мегават часови по цена од 119,5 евра за мегават час или вкупно 12.447.120 евра. Во февруари 94.080 мегават часа по цена од 126,9 евра за мегават час или вкупно 11.938.752 евра. Електроенергетскиот систем, како што велат од ДУИ, се соочува со сериозни предизвици, а последиците од недомакинското и нестручното управување ќе ги сносат граѓаните преку зголемени фактури. Премиерот Христијан Мицкоски вчера прашан за евентуално ослободување на резервите на мазут за производство на струја, кажа оти на владина седница ќе се разгледувало и тоа. Денеска со одговор тие се ослободени и нема никаков проблем. АД-ЕСАМ има одлука од страна на владата уште во декември месец и некаде околу 3000-3200 тони стојат на располагање согласно потребите, така и тие ќе се внесуваат. Според познавачите пак владата сега мора да прогласи пак кризна состојба за снабдување со струја, како во декември лани кога поради блокадите на грчките земјоделци беше отежната набавката на мазут за да може АД-ЕСАМ да ги користи останатите околу 3000 тони мазут од државните резерви. Сега сме во 30-дневна кризна состојба за снабдување со нафта и нафтени деривати.